Civil Media. Измина 2018 година. Каква вашата оценка за истите? Што добивме, а што очекувавме од однос на политичките и обществените аспекти? Па, се одбележа 2018 со подпишувањето на договорот од Преспа и во тој дух помине целата година и почетокот на оваа го одбележи крајот на тој процес што треба да отвори перспективи за членство во НАТО и во ЕУ и со тоа да се подобрат состојбите во општеството, да се приближиме до европските стандарди и да се подобри и животниот стандард на граѓаните. За жалот, се друго падна во сенка некако и многу маци од другите очекувања на граѓаните се остварија и ќе остане сето тоа за 2019 или некако се губи надеж дека ќе се некои работи ќе се сменат, бидејќи се некои постапки се повторуваат и не ја гледаме промената што беше ветувано, што беше очекувано од граѓаните кога се смени власта на ВМРО-ДПМН пред 2 години. Во однос на граѓанскиот сектор и може да се констатира сепак многу поголема соработка и отвореност од оваа влада во однос на претходните неколку години и учеството е значително зголемено и конструктивно. Колку од придонесот на граѓанските организации се зема предвид дискутабилно, токму затоа што не се довршуваат процесите, што го спомена веќе во првиот дел, дека во се тоа што требаше да биде направено се уште не е или е во постапка или е одложено, така да допрва треба да ги видиме ефектите на тоа што ќе биде придонес на граѓанските организации во подобрување на состојбите. Кои се вашите очекувања од 2019 година и какво е влијанието на граѓанското општество врз граѓанските процеси? Па, ако 18 одбележам почеток на некои работи во подобрување на состојбата со граѓанскиот сектор, во зголемување на таа соработка и влијание што го споменавме, во смисла на формирање на конечно на советот за соработка на владата со граѓанските организации, нешто што требаше многу одамна да се случи, конечно се реализира во минатата година и почна да биде функционален и добро да работи. Исто така се минатата година одбележи донесувањето на стратегијата, новата стратегија, таа е веќе трета, значи имавме и претходно 2, меѓутоа степенот на реализација на претходните 2 беше помалку од 50%, значи многу работи остана незавршено. И она што го очекувам во 19-та е една од тие работи, да не речем најбитната, тоа е да се уреди финансирањето на граѓанските организации, бидејќи нивото на кое е сега, зборувам од државните средства, значи од буџетот на Република Македонија, е прилично ниско во однос споредбено со соседните земји, а не па да зборуваме за она што е во Европска унија. За споредба често ја земаме Хрватска. Например, кај нас ако цело откупното финансирање е околу 5 милиони евра по сите основи, за сите граѓански организации од државниот буџет, во Хрватска тој износ околу 230 милиони. И тука треба да се направи посериозна реформа. Нормално не очекувам да стигнеме до толку или ни до пола од тоа, колку што би било логично со оглед на големината на државите. Но во мандатот на оваа влада за очекување да се реформира системот и да значително се зголеми финансирањето. Јас би рекол барем до 20, меѓу 20 и 30 милиони евра да стигне до крајот на нивниот мандат во 2020 да биде вкупното финансирање, бидејќи меѓу другото патот до Европската унија значи да ги преземеме сами работите во своји раце, а не да очекуваме стратски донатори да ни решаваат најголем дел од проблемите. Civil Media.